309 кандидати за градоначалници, 576 листи за советници од вечерва на полнок ја стартуваат кампањата за 8-те поред локални избори во Македонија, кои ќе се одржат на 19 октомври. Со програми и проекти за граѓаните преку политичките партии или како група избирачи преку митинзи и средби со избирачите, во следните 20 дена ќе се обидат да добијат поголема доверба, која ќе им обезбеди позиција во локалната власт. ВМРО-ДПМН на изборната кампања ја стартуваат со митинг од Скопје. СДСМ на првиот ден од кампањата почнуваат во Крушево. Вреди со митинзи ќе стартува во Скопје, но во вторник, а од ДУИ се уште не откриваат. Ова ќе бидат избори со најголем број на учесници кои влегуваат во изборната трка, по можноста со 2 потписа секој да може да се кандидира. Најголем број на кандидати за градоначалник има за градот Скопје, односно 16. Скопјани ќе добијат 4 избирачки ливчиња со оглед дека избираат и градоначалник и совет на општината каде се запишани. Во останатите 80 општини гласачите ќе добијат по 2 ливчиња. Во пресред на кампањата, првиот човек на Државната изборна комисија во интервју за МИА порачува дека комисијата е подготвена за изборниот процес, а во интерес на сите е изборите да поминат во најдобра демократска атмосфера. Во интерес на сите е изборите да поминат во најдобра демократска, коректна атмосфера, пред се во делот на изборната кампања. Иако Државната изборна комисија не е надлежна да се меша во делот и да ја следи изборната кампања, ние сме надлежни само за текот на гласањето во самите избирачки места на денот на гласањето, сепак во интерес на сите, и на Државната изборна комисија, и на учесниците, и на граѓаните, и на државата која ги организира овие избори, е да изборната кампања помине во најдобар ред, односно во коректна атмосфера. И председателот на Собранието Африм Гаши упати јасен повик до сите учесници во изборната кампања да се води во духот на демократските принципи. Свесен за обединувачката должност што ја имам, чувствувам обврска да упатам јасен повик до сите политички субјекти, кандидати и организацијски структури, институциите и медиумите, активистите и граѓаните да покажат висок степен на политичка и граѓанска култура, да се воздржат од секоја форма на притисок, користење на говор на омраза, поларизирачка пропаганда и злоупотреба на јавните ресурси. Собранието веќе се изјасни за сплотеност преку заедничката декларација за фер и демократски избори. Право на глас на локалните избори имаат 1.832.415 гласачи. Во 132 избирачки места во кои се потпишани помалку од 10 избирачи, гласањето ќе биде спроведено на најблиското избирачко место. Изборната кампања ќе трае до 17 октомври на полнок. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија.